Вработените во македонски железници да се вратат на своите работни места, оти тоа е единствена можност тие да ги добијат за останатите средства. Ваков апел денеска испрати министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски до вработените во МЖ, кои протестираат повеќе од 10 дена поради неисплата на јануарската плата. Мисајловски потенцираше дека на двете компании МЖ инфраструктура и транспорт стојат на располагање 10 милиони евра и дополнителни 70 милиони денари, но Министерството нема законски начин како да ги исплати парите ако некој не работи, а тоа е веќе кршење на самиот буџет. Единствена цел за да ги добијат средствата е они да работат. Се оно што ќе го сработат во текот на месец треба да го фактурираат до Министерството за транспорт и врски, а Министерството ден за ден веднаш да ги исплати сите средства, бидејќи тоа се оперативни трошоци што владата ги покрива. Се оно што ќе биде ќар или профит и приход на предпријатието останува таму. Но за да ги фактурирате сите овие работи, односно сите оперативни трошоци и загуби, вие мора да работите. Затоа околу 70-80 луѓе што попречуваат во работата, тоа значи дека ќе немаме можност да ги дадеме средствата. На минатата пред две влади, односно конкретно, заедно и со премиерот разгледувавме можности како да им помогнеме дополнително. Изнадовме уште едно решение со нов договор, односно со анекс на договор кој ќе обезбедиме дополнителни околу 70 милиони денари, што значи дека на месечно ниво ќе добиваат повеќе средства директно во МЖ транспорт и тие средства они ќе ги распределуваат кон двете компании. Но единствен услов е повторно да почнат со работа. Мисајловски вели дека со неработењето се прави огромна штета на МЖ, поради тоа што компаниите кои ги користат услугите имаат договори, за кои може да поднесат тужби и да бараат оштета. Дел од вработените пак изутринава имале средба со новиот ВД генерален директор на МЖ. Било кажано дека до крајот на денешниот ден или утре ќе се изнајде решение. Во спротивно, од вработените имало предлог за радикализација на протестите. Ако не се изнајде денеска или утре решение, значи да се исплати во целост јануарската плата, во среда ќе постои можност да не имаме и здравствено осигурување. Има најава од работените да се искочи на булеварот да се блокира или пред влада. Али сега за сега уште се тие само предлози, а дали ќе се усвојат не знаеме. Во моментот се уште се прават пресметките за загубите, но само МЖ инфраструктура досега од блокадите има пресметано штета од 700.000 евра.